Почитувам председател со комисијата, почитувани пратеници, почитуван народен македонски. Расправаме за законот за минерални суровини, измени и дополни, тесно поврзан со изградбата на автопатите, коридор 8 и коридор 10Д, односно измени кои во наводници треба да овозможат полесно оперирање на операторите, односно полесна изградба на автопатите. Проблемот е што уште на почетокот на оваа комисија истакнав е тоа што немаме увид во проектната документација. Значи, зашто и да зборите, кога зборите за еден автопат, ако немате увид во проектната документација, тоа значи дека зборите за небулоза. Не знаете каде ќе поминува тој пат, што содржи, кој е финалниот производ. За жал, како пратеници, немаме увид ниту во договорот помеѓу инвеститорот и изведувачот, иако станува збор за реномирани компании кои секако ги респектираме, почитуваме, меѓутоа сметаме дека вака сериозен проект мора да биде подкрепен со увид во договорот, односно да ги знаеме условите под кои ќе се градат овие автопатишта. Во јавноста прострои различно толкување. Од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше кажано дека ќе имаме увид во овие два документи, посебно во договорот, затоа што проблематичен е проектот. Дури во една изјава премиерот кажа дека договорот е направен врз база на физибилити студија, што сметам дека воопшто не беше лапсус, тоа кај мене побудува многу јасна теза дека воопшто нема проект. Тогаш како би направиле увид во проектна документација која не постои, и беше објаснено дека проект ќе се прави од делница за делница, од ситуација за ситуација, што е познат начин на работа во градежништвото, меѓутоа не и за вакви крупни проекти. Од аспект на тоа што за договорот беше кажано дека е класифициран документ, како пратеничка група морам да кажам дека денес побаравме иницијатива, покрај другите подпишан сум и јас, пратениците кои имаме безбедносни сертификати, да можеме во соодветна комисија, дали ќе биде тоа безбедност или некоја друга комисија, да можеме да направиме увид во договорот, согласно правилата, процедурите за класифицирани документи, па ќе видиме и оваа иницијатива како ќе најде на одзив кај власт. За разлика од Социјалдемократскиот сојуз, од Дујни беше јасно кажано дека никогаш нема да го видиме договорот. Тоа беше изјава на Артан Груби и сметам дека ова става дополнителен проблем на целиот проект, затоа што имаме дуализам, односно Дуи ја тера волата на една страна, Социјалдемократскиот сојуз ја тера волата во друга страна, значи имаме и тука дисбаланс. Во секој случај, пред да почнам со материјалната расправа за амандманот, морам да кажам дека не е демократски за вакви сериозни проекти да се даваат општи тези. Власта овие денови на широко ги манипулира три тези. Ако сте против овој проект, во суштина, секој што ќе каже збор лошо за овој проект, според нивните теории, тој е истиот против автопатишта и градење на автопатишта. Почитувани колеги, ова е крајно несериозно, особено проблемот е што тоа го слушаме и во собрание. Едно се медиумите, меѓутоа во собрание ваква несериозност не смее да доаѓа. Ние сме законодавна власт, меѓутоа и корективна власт на владата, и на крај краишта ние носивме специјален закон за изградба на овој автопат. И како такво собранието мора да биде дел од целата приказна, односно мора да знае што ќе се гради во државата. Ние сите сме за изградба на автопатишта,
Меѓутоа, тоа градење мора да биде согласно правила, прописи и секако соодветен начин тоа да биде најбрзо, најквалитетно изградено, меѓутоа повторно ќе потенцирам согласно закон и устав. Секој друго отстапување за мене лично представува основен сомнеж за можни коруптивни, манипулативни или не знам какви дејања. Втората теза на власта, дека ако сме против овој проект, сме против американците. Ова е уште по лошо пласирана теза, затоа што сосема нема врска односите помеѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави со комерцијални проекти. Ќе ја потсетам, во Соединетите Американски држави имаме пресуда за еден сличен договор за Телеком, каде што луѓе одговара за злоупотреба, манипулации, злоупотреба на договор и закони во Република Македонија. Истите Соединетите Американски држави беа дел од тој процес. Значи, да не ги мешаме односите помеѓу државите, според мене, Соединетите Американски држави е најголемиот пријател на Република Македонија и тоа мора да се почитува и респективира. Меѓутоа, да не ги доведуваме тие две работи во корелација затоа што е несериозно. И на крај, дури и денес тоа беше пласирано, ако сме против проектот, сме против албанците. И ова не би сакал дури ни да го коментирам, ова според мене е тотално депласирано, затоа што автопатиштата се директна придобивка за сите граѓани на Република Македонија, поготово коридорот 8 треба да го поврзе на крај краишта и Скопје и Куманово со Охрид, а сите престојуваме во Охрид и уживаме во благодетите. Не се автопатиштата за мештаните, туку се за сите граѓани на Македонија, регионот, Европа и така натаму. Секој што ќе сака да ги користи, тоа се јавни патишта. Во вакви околности многу е тешко да се зборува за закон. Ако ги поставиме вака тезите, тогаш остануваат многу дилеми отворени што ние работиме. Имаме пред нас закон за измени на минерални суровини, меѓутоа ќе кажам, со моето гласање, со моето дискутирање, со моето однесување кон ова проблематика, јас кај мене имам проблем, затоа што не сум го видел договорот, затоа што не знам за што гласам. На крај краишта, дали се вистините или не, из јавноста почнаа да протекуваат делови од договорот, каде што јасно се гледа дека договорните страни имаат и пенали. Односно, ако одредено дејание кое го преземал инвеститорот не го спроведе, односно не овозможи соодветни услови, тоа значи пенали, изголемување на цената и рокот на изградба на автопатот. Како и да ги крстите, дали ќе ги крстите пенали или изголемување на трошоци, тоа е едно те исто. Тоа на крај краишта значи дека од буџетот ќе се издвојат повеќе пари за истата работа. Затоа е многу битно да го знаеме договорот. Во спротивно сме оставени на ситуација самоволно, односно не до крај, без да ги знаеме деталите, да дури и поднесуваме амандмани на лош закон. Зошто велам лош закон? Затоа што оваа материја е уредена. Оваа материја е уредена. Ако владата сака да одат работите брзо, првото што мора да го направи е да направи ефикасна администрација. Не можеме ние со заобиколување на законите да спроведеме одредено дејание, односно еве во ситуацијата да копаме одредени минерални суровини. Многу поефикасно ќе беше владата да направи тим кој ќе активира администрацијата и ќе направи услови администрацијата да ги донесе тие закони брзо, согласно закони и прописи. И тоа ќе беше решението. И тоа ќе го поздравевме. И тоа ќе значеше дека власта е способна да менаџира и со законите и со проектите. Меѓутоа, вие се одлучивте за друга варијанта. Досегашното законско решение нема да важи и за специјални проекти ќе важат правила, кратки рокови, без никакви претходни истражувања, испитувања и мислења од други институции. Тоа е многу опасна теза. Затоа го предлагаме овој амандман да се избрише член 1, каде што ова е регулирано и решение да се најде во постоечките закони.
во последските членови. Со членот 10, вака како што е предложен, имаме искратена постапка. Без проблеми владата може да обезбеди квалитетни минерални суровини за потребите на автопатот. Само треба да си ги ангажира своите директори во јавни предпријатија, во државни установи да си ја завршат работата. Тоа вие јавно признавате дека не го можете и оставате каде што ќе посака инвеститорот, каде што ќе посака изведувачот да правиме минерални искупи на руда, чакал, се што ќе е во потреба на патот, без при тоа да погледаме ниту едно друго мислење. Нити за културно наследство, нити за шумарство, нити за земјоделие, нити за други односи засегнати страни, нити мислење на општините и така натаму. Тоа не е доброто решение. Колега, се извинувам што ви упаѓам во збор, меѓутоа времето ви е поминато, е повеќе од 1 минута, меѓутоа да бидеме коректни во однос на другите. Да. 10 минути. Во ред, завршувам. Значи, целата работа се сведува. Неспособноста на владата се заменува со членови кои го суспендираат законот за минерални суровини. Поготово во овој член. Ние тоа не сакаме да се случува, особено не во ситуација кога не го знаеме договорот и не знаеме што ќе произлезе од целата оваа работа. Благодарам. Благодарам, почитувам пратеник.